значи не е тоа Вергина, за која што лажно тврдат грчките научници. Тоа е древно-македонската престолнина Еге, која подоцна во средновековниот период се состоела од 3 селца, Кутлеш, Барбеш и Палатица, и некаде во периодот на 70-тите години таа е преименувана, кога почнале археолошките истражувања, за да се сокрие вистината за древно-македонската цивилизација. Они ја преиначиле во Вергина, значи тоа 16 крако сонце кое таму е пронајдено. Тоа е сонцето на древно-македонската династија. Значи династиите, како што ние ги водиме, не потекнуваат од 6-7 век пред наша ера. Туку македонците, во зависност од времето, од општественото уредување на своите царства, дали е тоа митолошко царство, дали е тоа предисториско царство, дали е тоа историско царство или библиско, да речеме, подоснежни царства, тие податоци се валидни и тие го покажуваат континуитетот на македонската цивилизација. Ние не сме луѓе без корени. И затоа имаме овдека, јас конкретно дадов неколку имиња и презимиња на најстарите владетели не само на македонскиот полуостров, не случајно викам македонски полуостров, затоа што овдека живееле македонци. Се до 7 век не постојат никакви елини, тоа не го тврдам јас, тоа го тврди Тукидид, еден од најзначајните, најпрочуените историчари на античкиот период. Значи, ако Иродот или Херодот, нели? Ако Иродот или Херодот го сметаат римјаните за татко на историјата, фактички вистинскиот историчар во античкиот период тоа е Тукидид. Меѓутоа, Тукидид е избркан, е осуден на смрт, е избркан од атинијаните. Тој живее 20 години кај македонските цари, значи кај Архелај први, нели? Архелај први е тој кој древно-македонската престолнина Еге ја преселува 413 година во Пела, заради тоа што Пела се наоѓала на Солунскиот, денес би рекле ние, или тогаш Термајскиот залив, и за да излезе древно-македонската престолнина на море, и оттаму фактички се контролира цел базен. Само